Dobar den и денеска, драги мои гледачи. Верувам дека сите ве наоѓам во добро здравје, расположени, срекни, подготвени за уште едно гастрономско традиционално уживање. Верувајте дека кога го правев планот што ќе ви презентирам во денешната емисија, се потсетив, тоа ми беше еден миг кога појдов во еден од нашите маркети во Скопје. Ги гледате овие крем бананчиња, нели сите сме растени токму со овие крем бананчиња. Едно детенце пред мене имаше 2 крем бананчиња и рече најповеќе ги сакам и сакам мајка ми кога ќе ми направи колачиња со крем банани. Во тој ми како еден флеш се потсетив кога моите деца беа мали. Посебно мојот син обожуваше кога ќе ја направев оваа торта. Рачунајте тоа пред колку години. А гледам сега во последно време тоа станува веќе и хит на социјалните мрежи. Секој на по некоја поинаква верзија од оваа торта, но се прави за 5 минути и се јаде за 5 минути. Толку е лесна, брза, ефтина и вкусна. Причината токму за оваа торта се овие крем бананчиња и овие јафа бисквитчиња. Сега, земете си го пенкалцето и запишете си го овој рецепт, затоа што знам дека ќе го направите, фотографирајте и спратете ни на страната на Вкусот на традицијата и ние ќе ги споделиме исто така вашите фотографии со огромна радост и задоволство. Доколку имате уште некој ваков рецепт, лесен, брз, ефтин, праќајте ни на страната да можеме да ги објавиме. За овој рецепт ќе ни ги биде потребно 700 грама павлака, она кисела павлака со полно масно. За овој рецепт ќе ни биде потребно 700 грама кисела павлака со најмалку 20% масленост, може и 22, што помасна, тоа подобро. Ќе ни биде потребно 300 грама мелени бисквити, какви и да имате дома, 10 крем бананчиња и 10 вакви јафа бисквитчиња, 100 грама чоколадо за готвење, 100 грама мелени ореви и 100 милилитри павлака за готвење. Може и да биде неутрална, па ќе ја добие блажината од чоколадото, а може да биде и сладка павлака за готвење. Ова се мешаме, ставаме во една чинија и ќе видите после што се случува. Најпрвин што ќе направам? Ќе ги излупам крем бананите и ќе ги пресечам на ситни парченца. И мене ме враќаат во детството, не па во младата генерација. Јас паметам дека ги собиравме железните пари по дома. Та паднало едно денарче, па се нашло некаде на рафт од некоја витрина и едва и чекавме да собереме пари, другарките надвор кога си игравме, да одиме во маркет да си купиме крем банани. Воопшто не е важно како ќе бидат насечкани. Тука имам точно 10. Ова е познатата, популарна торта со крем банани, која што не се пече, не се вари, не се динста никаков фил, туку едноставно се приготвувате, мешате, ставате во ладилник 1 час да отстои и потоа седнете му и маф, што би кажале.
Исто така сите растевме и со овие јафа бисквити со портокал и чоколадце. То беше празник кога дома ќе имавме токму вакви бисквити и крем банани, тоа беше доживување. Еве уште последното. Да ги тргнам овие кесички. Така. Сега ќе ги ставам и бисквитите. Исто и нив ќе ги насечкаме. Значи не е важно како, битно е да бидат кршени, сечкани. Они се меки и не можете да ги кршите. Но сето ова е многу благо и крем бананата и јафа бисквитчињата. А киселата павлака ќе даде и малку красатко и баш ќе биде онака сладко-кисел колач торта. Велат некои мои пријателки, да, вика, може, направи и ќе седи неколку дена во фрижидер. Какво седење, ова се прави и веднаш се јаде. Не можете да престанете да ја јадете. И вкусот на портокалот е многу интересен во целата ова комбинација. Уште две. Мислам дека уште две беа. И да ставите 11, и 8, и 12, нема да биде никаков проблем. Значи, сигурно ви кажувам дека ова рецепта ја знам повеќе од 30 години. Значи, сите овие состојки ги имаше и пред 30 години, баш така. Ете така. Сега ќе ја ставам киселата павлака внатре. И ќе ги ставам и бисквитите. Половина само додека почнам да мешам, да се изедначи се. И со мешањето можете благо да притискате со дрвената лажица или силиконска, каква и да имате. Сега ги додавам и остатокот од бисквитите. И повторно мешам. И тука ги додавам мелените ореви, од кои што 1/3 ќе оставам за нарасување за одозгоре. Можете да ставите и мелени лешници, бадеми, можете и суво грозје да ставите внатре, желе, бомбони, што имате ставете и ќе имате торта. И ова, да ви кажам, најдобро се прави со рака кога ќе фатите. И јас сега му ја планирам тоа да го направам. Се разбира со чисти, претходно измиени раце и си продолжувате со подготовка. И повторно со благо притискање. Како притискате, така бисквитот фантастично. Значи, тортата по вкусот е красатка. Не може да ви здосади да ја јадете. Ете така. И мислам дури дека е доволно, дури и нема потреба всушност да ја употребам раката.
туку ќе си подготвите еден сад во кој што ќе ќе ставите тортата, ќе ја формирате и потоа ќе го направам преливот. Одлично измешан, еве супер, нема никаде да речете да се познава малку од мелените бисквити, баш си е таман. Во меѓувреме ќе ја вклучам ринглата да ми се загрее. Ја ставам на оваа чинија, традиционална чинија, целата смеса. Ја соберам јас. И сега со рацете си формирам торта, округла. Рамномерно ќе си ја плескате од озгора, да се распореди, да не биде некаде повисока, некаде пониска. Окото, како ќе ви каже, нема да ви излаже сигурно. Од страните, ќе ја проверите од страните и да има некој крем бананче, некој парче подизлезено, ќе го потурнете навнатре. И еве, таа е веќе формирана. Всушност, ќе си ја формирате. Уште малку да ја изгребам тавата. Ете така. Е, ова е за сите вас љубители на брзи, сладки, вкусни уживања. Сега вака ќе ја направам. Ете така. Сега ќе го ставам чоколадото и сладката павлака или неутралната на загреана рингла. Така. Да се стопи чоколадото за готвење внатре. Тоа ќе биде преливот. И ќе ја ставам во ладилник 1 час. И кога ќе го ставите преливот, значи буквално така како прскајте ја тортата од озгора, не да биде она класично премачкане и така, него капнувајте од озгора, така, со пропрскување. Тука, доколку сте љубители на цимет, можете овде и малку цимет да ставите. Или можете и ванилин шекер, но исто така цимет прекрасно би одговарало. Еве и преливот е готов. Гледате дека и за него треба неколку минути. И сега токму како што ви кажав. Еве ќе правиме ова. Ќе го пропрскаме буквално целиот колач, тоа е торта од озгора, како си падне чоколадото со павлаката, така.
Супер. Ете, драги мои, толку требаше за оваа торта. А ова што ќе остане, се знае на кога, на останатите членови, посебно на најмалите во семејството. Се знае тоа дека ќе го решиме, дури нема да има потреба ни да оди во мивалникот за миење. Сега наросувам со мелени ореви. Остатокот, нели, од мелените ореви. Супер, останете со нас, драги мои, откако ќе изладиме тортата и ќе ја послужиме на трпезата. Верувам дека овој рецепт многу ќе ви се допадне. И како не, имате толку голема издашна торта за толку малку време, за толку ефтини пари, значи нема да ве чиним воопшто многу, а сите домашни ќе ви се израдуваат. Токму така, сега е времето за убав и вкусен десерт. Лесен, брз, едноставен. Верувам дека кога ќе го направите, редовно ќе биде дел од вашата сладка трпеза. И ова е навистина уживање, а уживањето секогаш треба да се сподели со ближниот, со семејството, со пријателите, со роднините. Како рекол Бог, тоа што вие го имате, да го споделите со другите. Така ние, еви ова наше уживање, ќе го поделиме со нашите гости во Етно село, со персоналот. Гледайте, каква торта! Прекрасна! Прекрасна! Ете така. Сега ќе си извадам едно парче, да го провериме вкусот, нели? Убавина. Еве го. Еве го. Како сладко изгледа. Ете така. Чудесија од торта. Значи, вкусотија невидена. Како е испреплеткана миризбата и вкусот на јафа, бисквичињата, на крем бананчињата, а толку е лесна затоа што немаме дополнително шекер, нели, во неа, туку сладоста си доаѓа само од бананчињата и бисквитите и едноставно горе што ја полеавме со чоколадо за готвење. Драги мои, направете ја, фотографирајте, испратете ни. Ако ништо повеќе, споделете ја со нас радоста што ќе имаат вашите блиски кога ќе ја пробаат оваа торта. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и како велат, се започнува и се завршува во твојата глава. На која мисла ќе ја дадеш моќ, таа мисла ќе има моќ на тебе. Затоа секогаш мислете убави нешта, убави работи, да дојдат лошите мисли, завртете ги во обратниот правец, нека бидат позитивни, нека бидат убави, што ќе ве насмеат, ќе ве расположат и ќе ви дадат мотив за убав живот. На здравје!